Добро што не договоривме кафе. Толку време се каниме да си се видиме на кафе и со децата, а може вака и подобро си направиме. Да, мислам дека е одлично тоа што уште една прилика да се средиме вака и да можеме. Да ги да не речат за кај си вака. И јас кој излегувам дома ми викаат на свадба ќидиш? Викам не одам денеска на свадба. Добро, ајде да ти го поставам првото прашање. Онака баш која навика спонтано, природно ти се смени од како си мајка, а која сакаш да ја смениш можеби, ама не ти успела? Па искрено размислував, да сега како прочитав прашањето. Која навика ми се смени? Па мислам дека спењето на рати, затоа што бев човек кој не функционира без 8 часа континуирано спење. Сега некако се навикнав без тој квалитетен и континуиран сон да функционирам и при тоа да функционирам нормално и позитивно, значи да останам позитивна во текот на денот, како и да ги извршам сите обврски кои ми ги налага самиот ден. Добро. А нешто што не смени? А сакаш да смениш? Една навика што се борам се уште со тоа е исто така да си легнувам порано, затоа што има денови кога ќе успеам да легнам од 9 или 10 часово ќе легнувам максим. Меѓутоа деновите кога ќе легнам во 1 сат, после тоа малце страгал. Да, борба и мислам дека си носиме и ние од ова последици, дека сепак се занимаваме со спорт и бара уште плюс одмор, ама ајде, ќе работиме, можеба ќе ни биде потик да сработиме се. Добро. А која ти е најголемата заблуда што луѓето имаат за враќање во форма по породување? Можеби ти ја кажале, ти парале совет, не знам. Па мислам дека постојат две заблуди, мислам дека и ти ќе се сложиш со тоа. Едната е дека после породувањето жената нели ќе има промена на самиот физички изглед, ќе накачи на килограми, дека после тоа нема да може да се врати во првобитна состојба или како што била претходно. И мислам дека во тоа веруваат поголемиот број на луѓето, а втората заблуда е таа во која ја што верував, викав дека после 2 месеци ќе се вратам во теретана и ќе вежбам исто како што сум вежбала, зборам за сила и за функционално телото, и искрено тоа не беше така. Да. Мислам дека ми требаа 6 месеци. Искоја зборевме и што те следам цело време. Да, буквално 2 дена пред да се породам, викам чекам да се породам и да влезам во теретана и да креам килажи. Мислам дека 6 месеци пројдоа и тек сега почнувам да го осеќам телото како што беше претходно. Да, трпеливоста, се учи, претпоставувам. Тешко беше искрено, меѓутоа да прифатам дека можам само со шипка да вежбам со 5 кила текчиња. Меѓутоа брзо е та време. Да, ама не си дала контра, сигурно, не, него едноставно го прифатив тоа и најправилно. Добро, ако треба да одбереш 3 збора да опишеш кој идеален тим за тебе, јас ова стварно не знам. Овако како зборам како спортски тим или кошакарски тим, пред се мислам дека комуникацијата е клучна алатка за добар исход и резултат. Комуникација мислиш меѓу вас, меѓу тимот, тренерот и со играчите и така натаму. Исто мислам дека и доследноста и дисциплината, ќе ги кажам како едно, затоа што се тесно поврзани. Затоа што секој играч, ако го пружи тоа што се бара од него и остане доследен на неговите како да кажам квалитети, тоа што е он побарувачка, тоа што се побарува од него, и остане доследен и дисциплиниран, или во тренинзи, да се појави на време на тренинг, да го пружи својот максимум, тогаш исто така тие 2 збора би ги ставила како втора алатка. И последниот збор е борбеноста, затоа што ако не си борбен во постигнување на своите цели, ако си ти рамнодушен, наставно не гледам добар резултат тука. Нема шанси во тимски, а има така? Па има, што се, например, играат во тим, ама не се борбени. Има, и затоа мислам дека тоа е една од полошите страни во тимските спортови, затоа што твојата борба и твоето залагање не секогаш е доволно за постигнување резултати. Меѓутоа, ако се сето тоа, сите истото го пружат, тогаш се средува тоа со текот на времето, например, или ако се такви децата, например, особено со дечињата, со девојките, може да им се поправи? Па може, доколку има добар лидер и ги поттикнува, како и самиот тренер. Добро, кој мирис најмногу те потсеќа на детството? Значи има еден мирис, тоа се кифличките на мајка ми. Дури имам слика во глава, како се враќам уморна од тренинг, гладна, и влагам во влез и што од влезот мирис. Кифличките на мајка.
И дома ме чекаат кифлички, чајче и може ајварче. И се, тоа. Добро, fair enough. Што е твоето тајно оружје за добро расположение во ден кога ништо не оди по план? Сега и тоа. Мислам дека ако треба да одвојам едно нешто, тоа е градски парк. Прошетка во градски парк, значи во секоја доба. Дали е лето, зима, есен, пролет, врне, не врне, сончево, мислам дека таму си го наоѓам својот мир и посебно ќе замислиш бебето да спие, количка, кафе у рака, кучето трча. Замисли би ја себе. Тоа дефинитивно ме смирува. И со што најмногу те радуваат твоите мали кошаркарки? Во глобала ме радуваат. Има некојаш кога се нервирам, меѓутоа ме радува баш што се такви како што се. Искрени, мили, тоа што се борбени, значи тоа што го прават со многу љубов и дури кога ќе ги скараме ние постарите или тренерите, не замеруваат. Значи нема кај нив враќање со лошо или да им замериш, него толку си искрени, толку искрено знаат да сакаат што тоа е многу заразно и онака ме полни со позитивна енергија. Ама добро, имаат и таа среќа, сигурно си им и како рол модел. Па се трудам, не сум секојаш совршена, меѓутоа они тоа не може да го видат. И они кога ќе сгрешам, јас него не замеруваат и тоа ми прави да ме поттикнува да бидам уште подобра. Памтам кога бевме во еден настан во Паланка, никогаш нема да заборавам кога ти изна гушка таму сите од клубот. И јас не сум поврзана и со групен спорт без разлика ова што го работам со години, ми е фасцинантно и тогаш ми беше и дури чудно и не можев ни да го разберам, само затоа што јас тоа не сум го правела, ама сега од децата веќе јас ја разбирам и таа љубов и према тренерот и дека навистина тоа е тоа што они тебе те гледаат и сакаат да бидат како тебе. Мислам дека работењето со деца е една многу важна работа и има многу простор да се развие и некако има за цел мојата работа, имам цел во мојата работа, има резултати. Значи можам да делувам на тие дечиња и многу зависи, многу е важно како јас ќе се поставам пред нив. Добро, фала ти. Не знам дали си спремна, ама сега Јас сум наред. Припаѓа на мене. Ајде, спремна сум. Чекај вода да се напијам прво. Сега да ми кажеш на која твоја лична промена си најгорда? Вака. Последните 8 години, како ги раѓав трите деца, така ми растеше и бизнисот. Мислам, е најголемиот раст во работата со тренинзите, со салите. И мислам дека научив многу работи, ама би ја издвоила прво трпеливоста. Многу станав трпелив човек, а воопшто не сум по природа таква. Научив да ги слушам и децата дома, и луѓето во сала. И нешто што научив, што мислев дека никогаш нема да научам, сметајќи дека живееме на Балканот и сме такви луѓе, да не судам. Значи, кога ќе видам човекот, дека сигурно нешто си носи секој позади себе и со некаква тежина и дека не сум јас таа што треба да носам некакви заклучоци за некого, па дури да ми е и најблиската личност. Ако можам да му помогнам, ќе му помогнам, ама се трудам да не им одмагам на луѓето со непотребни, непрашани коментари. Искрено, со 3 деца и таков бизнис и да се фокусираш на своји лични промени, тоа е стварно големо достигнување. Јас што те знам, па се гордеам со тебе и кога ќе видам бубало, хумусите, па ќе кажам, другарка ми. Мислам, остава стварно голем позитивен печаток кај нас останатите што те познаваме. Избор е дали низ работата ќе се промениш и ќе созрееш или не. И лудо е, на крајот, на толку работа со луѓе, да останеш на истото ниво кога си го работел тоа на 20 години и кога некого треба да... Памтам кога ќе сум требала некого да измотивирам и ќе му речам, немаш време. Како сум можела тоа, например, да го кажам? И сега замисли после 10 години, јас исто таков тренер сум, таков човек сум, си ги гледала грешките, сум ги прифаќала сите критики од ата нас, од сопругот, од луѓето, од колегите, се и помлади од мене, ке ме Тилана, не е убаво тоа, немам проблем критика да прифатам, за да бидам после подобра. И мислам, тоа е дел од созревањето во нашата работа. Точно, се согласувам. Секојаш е добро да слушнеш критика. Дали е добра или лоша? Па нема поинаку, не сме во ништо најдобри. Така е. Колку минути тренинг ти се доволни за да се чувствуваш како Елена повторно? Не, сега ич, леле, тоа крај нема.
пробувам, прво немам фокус за време на тренинзите. На се мислам, дали јаделе, дали да не утнеме некој курс, да не случајно закаснам некаде да отидам, па вежбам, може дека некој друг вежба во сала, па го гледам нешто да не сгреши. Нула фокус имам кога вежбам сат, продолжува сат и пол, два, и на крајот дури некогаш немам ни чувство дека сум се извежбала и се тоа само затоа што не можам на себе, главата не знам како да си ја испразнам у моментот и да се фокусирам. На тоа треба дефинитивно уште да работам на себе. Мислам дека без 2 сати, ама не дека тие 2 сати нешто вежбам премногу, дека таман работа, него ја во 2 сати пробувам да направам 30 минути активен тренинг за мене, за да се почувствувам психички, не физички, психички, дека јас нешто сум направила и изгледа треба да почекам малце повеќе време за да го направам тој тренинг како порано, а може и нема веќе да се случи тоа, не знам. И годините се разлика, и енергијата, и се е различно, буквално се ми е сменето, не знам дали ќе можам. Така кога ќе видам стари видеа, слики и се, баш ми е така, патам нели по тоа време, ама па на другова дома ќе си се утешам дека добро, прибери се сега, се е окей, вежбаш за себе, за супер си е, се може некад ќе добиеш поише сила, може не, уште дојам, нели, сега сето тоа ги менува работите. Многу те разбирам што зборуваш, затоа што баш викендов бев на утакмица кошарка и викам леле кога дали ќе можам пак да играм, пошто многу сакам, меѓутоа со Максим бев и како што го гледам него, си викам па и да што не сум таму, па и ова многу поише вреди. Да. Може и ќе биде време каде што ќе можам да играм, али сепак ова многу повеќе вреди во моментов. Да, А, ова е едно прашање што и мене ме интересира. И не мора да е здрава храна. Ако мораш секој ден да јадеш една храна до крајот на животот, која би била? Качамакот на баба ми. Значи може ќе каже фикифличките, ама ми текнем се пица не, никогаш не. Само што е нешто домашна храна, како што тебе те потсетува на детство, ама јас многу богатство ми се баба ми и дедо ми, сум благодарна што ги имам како подарок ми се секој ден и секое одење таму е бабо направи качамак денес и тоа ми е нешто што мислам дека секој ден да ми го прави, да треба да одам да го земам на 10 километри од мене живее, би одела, би го земала, би го јадела, ќе му најдам начин како и да го избалансирам, мислам дека дури без грижа на совест. Со кисело млеко мислам. Грчки јогурт. Која е најчудната изговорена реченица што си ја слушнала од клиент за да не прави вежба? Леле, тоа дали го мислев како одговор или не, ама мислам пак ќе кажам дека ќе го издвојам ова, ама некој ако ми се налути и се најде во ова, готова сум, а тоа е слаба сум, не ми треба. Значи, ти ми викаш дека треба да вежбате или нешто. Јас никогаш не сум во овие 14 години како што работам со жени, девојки, не работам и со мажи, меѓутоа никогаш на фокус не било дојди вежбај кај мене ќе ослабеш или дека јас правам тренинзи за пополнети и крупни со вишак масти. Никогаш не сум го имала ни тој речник, ни тој наратив, ни така сум се обраќала према луѓето, ни на социјални мрежи никогаш и не знам што да им одговорам. И така само вака ми паѓаат рамената, кога ќе ми кажат јас сум слаба и мене не ми треба вежбање. И јас викам добро. Знаеш, некогаш бираш дали треба да се објасниш зашто е вежбањето и се. Ако имам простор, не се откажувам така лесно да објаснам што значи вежбањето, што се нели придобивки има, меѓутоа ако би преминало тоа у неубав муабет, си се штитам себе си малце нели да немам токсична средина и тоа е тоа, окей, прифаќам, нели? Учевме и тоа да прифатиме дека тоа е во ред, ама ете тоа може ми е најнеприфатеното. Се друго сум прифатила, до немање време, до слаба организација, до немање желба, па дури и до мрзлива сум, се можам да некако да одговорам, ама на ете тоа ми би го издвоила. А не се случило да кажат, немој ќе се раширам у раменава, а со 5 кила текче крева на раме. Да, ама тоа е конкретно за нашиот тренинг. Ама она сепак сака да вежба, на пример. Не е изговор да не вежба, него сакам тоа ние што го правиме, мислам дека пак ќе најде нешто, ќе се извежба, кај што нема да и се рашират рамената. Со 2 пати неделна вежба. Да. Кој е најнеочекуваниот предмет што си го користела како реквизит кога си немала опрема? Масата. Масата? Да, трпезаријата. Ми си правила згибови, како на бентове роуд. Пошто имав малку тегови и под масата имам и видеа, седната, бутнати нозете или како под шипка да се влечеш и со цело тело да се влечам и све тргав, ја потпирав до зид за да не се мрдне и столчињата за да скокам.
креветите, ама тоа ми е така најчудниот, да речем, дека на масата сум на масата. Сум вежбала, да. Фактички бенто вместо бентове рол, нели, да се кревам да пробаш. Значи кога се сака се наоѓа начин. Тоа се бараше што ќе замени нешто за да можам грбот да го издржувам. Која е омилена песничка за спивање бебе? Сега на малото. Која е моја омилена? Која он сака? Јас ја пеам од фамилија Пет. Она Петко беше склон да зборува, не ја знаеш ти, нели? Да знаеш дека не ја знаеш да зборува во сон, реди така цела сказна тој и не така да пеам сигурно. Ама многу ја сакам и дека таква моја емоција како не знам многу добро да пеам, иако син ми сопругот се со музика супер, немам ништо ја од тоа, пошто таму отишле гените кај Андреј. Ама така му ја пеам како и одсече и он се возбудува и таа ни е омилена и Зои ја знае цела и таа ја пееме и сме досадни сите и сега се чудам зошто не смениме песна, но веројатно има нешто во тоа, така кога те потсеќа на некаков ритуал дека е време за спиење или за одмор или за неплачење. Не ја знам тоа. Не ја знаеш, ке ти ја пуштам. Интересна е. Тие се песнички, има таму многу што се направи некако композиции детски, меѓутоа се стари македонски поп и слично композиции преработени и као Сребрени улици на пример и слично и се многу добри и понатака ќе видиш кога ќе се возиме во автомобил и децата кога ќе ги слушнат на Spotify или нешто сме имале музика пуштена, ова не е од Петко песна, ама не и ние објаснуваме дека е преработена, имаат содржина, имаат убав текст и така квалитетни се. Пушти ми ги, затоа што ние со тие пиличичи више на памет ги знам. Последна за крај, која ситница те прави се чувствуваш најубаво во твојата кожа? Па мислам добра, сега леле у таа фаза сум во животот кога сум домакинка, најако, ама на најако пуштена баш пред малку зборував. Те следам. И мислам дека прегратката е таа од сите дома што ме враќа така. Да се чувствувам најтоа што сум јас, пошто таа ми е моментално најголемата улога. Не можам ни да избегам од тоа и го сакам и ако сме реални, не помислувам на ништо друго во текот на денот. Сега те разбирам, дека имам ја дете и сега почнувам исто со јадење, со готвење, така да убав е, мислам дека убав период е. Убав. Да, тежок е во моментот, ама суштина има, мислам дека. И те задомува, некогаш убаво да се задомиме. Мене ми одговара некако тој период. Не знам, минем во различни фази, добрете, можете и сега, ама особено со третото, буквално си се задомив и сето тоа што ми фалеше, некако си дојде се поспоро, како никаде да не брзам, научив да кажам не можам, или ќе ме викнат, не вртам околу, едноставно не можам, дома си имам обврски, сакам да останам дома. Или ако сакате дојдете кај мене, пошто тоа некако се изгуби од дењето по гости, што многу ми смета. Јас сакам да ми доаѓаат гости, сакам да ме викаат да одам на гости, значи не сакам да се гледаме по кафиња се надвор. Или ќе ми речам дојдете дома и сакам луѓе дома и да им сготвам нешто и да си поседим и полесно ми од децата дома да се шетаат некако. И ќе помине оваа фаза, па наследно може некои други муавети, сигурно други теми ќе си направиме муавети. Има многу, и ако не пуштат уште, ќе се седим уште 2 сати. Ако може, слободно кажете, ќе си останеме уште и нас ни одговара да не сме дома, нели? Која што не сме се виделе.